Поздрав сите дечки, јас сум Лјупчо ХД и како што може да видите, ова е новото епизодиче, значи новата епизода од New City серверот, значи односно на New City серверот и како што може да видите, значи не се наоѓаме во приватната организација, него се наоѓаме тука во една како куќа или што ли како палати, нешто слично, само ќе одиме куќа да исклучиме рент, забрани рент. И дечки, ова е мојата нова куќа, значи оваа куќа што мислите кој ме даде? Ми ја даде мој добар другар Александар Миленковски, мислам нека правилно се презива, значи голем поздрав до него, се срце голем поздрав до него. Значи нели пише, односно да кажа во клипот дека ми треба нека куќа доколку има некој да ми даде за да ги покажам интериорите и он доброволно ми ја даде, значи голема фала од срце му кажам на Александар Миленковски. И оваа куќа ми ја даде и баш добра локација има и доста голем паркинг, така да би можело тука да си правам некој имот, да правам и слично, може и ќе рокнеме на giveaway куќава. Пишете коментар дали сакате куќа на giveaway или пари на giveaway. Така да дечки, имам 250.000, Монтенегро мислам дека беше тука и сега ќе одиме на брзина до Монтенегро да видиме какви интериори има да се менја, затоа што во претходното клипче него покажав тоа. А после ова клипче веќе ги почне, скоро уште малци ни фали до 2К сабој, така да изгледа ќе има giveaway, па ќе има специјал за 2К сабој и слично. Таа да го се немате сабнете се, затоа што уште 20-30 сабој ни фалат до 2К и мислам дека ќе ми помогнете со тоа да го стигнем 2К, затоа што 2К ми е целта и многу ќе ми значи. Во овој клипче ќе одиме до Монтенегро, валјда негде тука беше Монтенегрото, а после Монтенегрото ќе идеме до шо ова е Зара. Монтенегро е мислам подоле, така тука ќе свртиме негде. Иначе после Монтенегро ќе идеме да полагаме за кола, односно за возачка. Ќе идеме да полагаме за возачка и тоа би било тоа, би требало да е тоа. А сега додиме да успееме да го најдеме Монтенегро. Еве го Монтенегро, точно сум обележил. Значи еве го Монтенегро, тука може да влеземе. Влегуваме тука во Монтенегро и тука треба да пишеме само Монтенегро. Монтенегро. Еве, истиснаме Монтенегро, на следната листа ќе ви биде прикажан, добро, нема везе тоа, продолжи. Интериор 1, 1 милион, интериор 2, интериор 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 100 интериор. Значи интериор 1 немате доволно пари за овој интериор. Мислам дека имаше нешто покажано дека ќе може да има како тест период за да го видиме. Зашто тоа го нема, мора да се купи, не знам. Али сепак, ако не ќе земеме овој што е од... колку пари имаме? 250, од 200.000 ќе земеме овој. Телепортирани сте во интериор, што имате 45 секунди за да го разгледате. Значи овој е интериор 6 за 200.000, мислам дека е многу за овој интериор. Али сепак не е лош. Добре, ќе видиме тоа 20.000, 30.000 и резерва, значи мора да имате пари за тој интериор и стиснете на него и имате 45 секунди да го разгледате тој интериор. ГВ боја, значи ќе направим ГВ боја. Овој систем е многу добар, така голем поздрав до Теодор и Драган кои го направиле овој систем, исто така и дома перите што се на сервер. Сега да почекам 45 секунди и мислам дека ќе не врати во Монтенегро. Еве, не врати дали сака да го купи во интернет и излез, не. Значи сега ќе идеме на ГВ боја туку Монтенегро. Продолжи, значи од 200.000 го видоме тој. Сега ќе го видиме од 30 од 100.000 и од 20. Еве од 30.000, значи телепортирани сте во интериор 7. Овој интериор поише ми се свиѓа отколку нешто од 200.000. Мислам дека е подобро, иначе каде ме спомна на мапа, добро тука. Мислам дека е подобро овој интериор, може и да си го зачуваме, затоа што не ја кај што ги имам интериор во куќа, он е најдефаулт што е да му се снеди и што не е убав. Дали може да излеземе, не може. Мислам дека е добар интериоров, али ќе ги видиме тие значи ова беше од колку пари, не знам, интериор 7. Да запамтиме интериор 7, после треба да провериме уште тој е 20.000, 30.000 и ќе видиме што како ќе видат. Еве не врати во Монтенегро, идеме Монтенегро. Интериор 7 ги спробаме на 30.000, значи од 200.000 до 30 ги спробаме, интериор 5 ќе идеме. Да го истестираме интериор 5, овој интериор 5 е птен
малечок, односно ептен е лош, па добар за 20.000 не е сосема добар за 20.000, но сепак може и подобри, но нема везе, ова е нешто као мини куќа. Така да овој интериор не ми се свиѓа, ќе одиме на интериор 3-4 кај беше тој уште од 30.000 и ќе одлучиме после кој да го купиме. Не врати во Монтенегро и сега мислам дека ова е последно да што ќе тестираме, значи интериор 7 ги испробаваме, 5 ги испробаваме и овој од 200 ги испробаваме и се уште овој од 100.000 да го испробаваме, значи тоа е 100.000 е овој интериор. What the fuck, као прв да огледам интериор. Да, као прв да огледам интериорот. Па добро, не е лош, али за 100.000 не е лош. За 100.000, за колку беше, не знам, не памтам цената. Најверојатно ќе земе нешто беше со полиран пот или ниеден нема да земеме, затоа што ќе се бориме на пример 5 милиони и да го купиме тој што е 100-собниот интериор. Но сепак, дечки, добар и овој интериор, сепак имате да избирате околу 10 интериори, какви сакате по избор и цената им е различна, така да овој не ми се свиѓа, може ниеден нема да земе, може ќе земе са еден. Не зијаме ниеден дечки интериор, ај ќе ги чуваме париве за понатаму. Сега ќе земам ова моторче во моја што од приватна организација и ќе обележиме на мапа, мислам дека кај беше ова е вака? Не, овде негде е тоа за полагање на коли, така да за 2 секунди се наоѓаме таму. И еве дечки, значи се приближуваме до до автошколата, но сепак еве мојата стара куќа, односно таа што имав најдолго од сите времиња, ова е мојата куќа. Дали го имам куќот уште? Да, па го имам уште куќот, значи тој куќ не треба да ми исчезне затоа што мислам дека треба да ми стои. Сега да видиме само чија е куќата моментално. Може да се ја вратиме назад ако соберам некад пари да земам. Сеан Вилијам. Значи може некад би собрал пари да се ја купам за назад да се земам, баш ми се свиѓаше куќата и се уште ми се свиѓа, но излегоа некои проблеми и морав да ја дадам куќава, да дадам, но сепак сега се каам, но нема везе. Сега ќе одиме до овде, да, овде се полагаше и сега само треба да пишем изгледа полагање или како беше, полагање, да, полагање. Си земеме водачка, од која страна лицата се вози десна. Црвена светла на семафорот означава да го ставиме појас, да станеме и да продолжиме, значи да застанеме. Возилата треба да ги паркираме на паркинг, вајда на влегување на возилата треба да запалиме цигара. Не пушам да ти кажам. Зелена светла на семафорот означува да го изгасиме моторот, да, он ни кажува да го гасиме моторот. Голем поздрав сите што ми пишуваат SMS, но моментално снимам така да не можам да им враќам. Сега голем поздрав до Йошима Накамура. А сега ќе одиме тука да ги пројдеме овие на брзина. Ќе се обидам, еве, челендж да не допрам ни едно. Опа, вака. Добро. Ту! Толку челенджот, значи успев да скршам една. Добро, толку челендж. Толку челенджот. Брат, се ти кажам сега. Голем поздрав до тебе, рпање во приватната може и ќе изумре затоа што гампек веќе немаме, така ќе нема што да се прави. Остеме да завршам возачка како зијам и ќе се договориме после снимањево дали ќе те поинвајтнам и слично. Сега положивме и сега треба да ми даде возачка. Ева сега ќе го поинвајтнеме. Кој ајде? Поинвајт 5. Голем поздрав до Шима Накамура. Уште еднаш голем поздрав до него и тоа е тоа, дечки. Значи се успеавме да разгледаме и да положиме. Така, дечки, тоа е тоа за ова клипче. Да ви се свиѓаше, лайк, шер and subscribe и се гледаме наредното клипче. И не заборавајте, во наредното клипче може ќе има веќе вратено старата вила. Чао!